Пред точно 2 години, кога почна одржувањето на парада на неделата на гордоста во ЛГБТИ центарот за поддршка на Хелсиншкиот комитет, бевме нападнати од 40 маскирани лица при присуство на полицијата. Од тогаш до ден денес, владата на Никола Груевски со сите ресорни министерства нема преземено нити еден чекор да ги фати виновниците, уште помалку да го осуди насилството, а ни не помислуваат да преземат каков и да било чекор на афирмативна порака со која што на јавноста јасно ќе ја укажат дека во оваа држава нема место за насилство и дискриминација врз кој да било граѓанин или граѓанка. Од тогаш па наваму, како рефлексија на целокупното владење на Никола Груевски со бандата која што седи во неговата влада, во оваа држава, образованието продолжува и е извор на хомофобија и на ширење на конзервативизам и востоличување на патриархалните вредности. Универзитетот стана место во кое што професорите, универзитетите ја изгубија својата автономија, а критичката мисла се закопа. Поради хомофобијата во образованието, за солидарност со нашите сограѓани и сограѓанки, бараме оставка на владата на Никола Груевски на чело со него и од денес прогласуваме мораториум на оваа влада. Поради тоа што работниците во оваа држава, нашите браќа, сестри, мајки, татковци, сограѓани и сограѓанки, се изложени на бескрупулозна експлоатација и измачување секојдневно со така наречените странски инвеститори кои што ги донесе и од кои што се збогати владата на Никола Груевски. Бараме оставка и прогласуваме мораториум на оваа влада. Се солидаризираме со нашите сограѓани и сограѓанки работници. Поради тоа што здравството стана место каде што се усмртуваат млади деца и каде што се дискриминираат сите граѓани. Никола Тодоров и сите претходни министри од оваа влада на Никола Груев одбиваат каква и да било соработка и почитување на основните човекови права на граѓаните на Република Македонија. Бараме оставка, прогласуваме мораториум на оваа влада и на Министерството за здравство. Поради тоа што Министерството за внатрешни работи, Министерството за труд и социјална политика и Министерството за култура се ништо повеќе освен спроведувачи на насилството и прекршувањето на човековите права на граѓаните во оваа држава, прогласуваме мораториум и бараме оставка на владата на Никола Груевски со сите останати министри во оваа влада, вклучително и коалициониот партнер. Поради тоа што јавниот простор е пренатрупан со символи на мажи, на насилство, окупиране секој чекор во кој што можат да се движат граѓаните. Поради тоа што јавниот простор е место на насилство. Во јавниот простор се плашат се повеќе граѓани и граѓанки да се движат слободно и живеат секој ден во страв. Поради тоа бараме оставка, прогласуваме мораториум на владата на Никола Груевски. Никола Груевски, мрачните сили во оваа држава сме точно ние. Меѓутоа, ние сме мрачните сили кои надвиснуваат над мракот кој што го воспоставивте ти и твојата криминална банда околу тебе. Бараме оставка од владата на Никола Груевски на чело со Никола Груевски. Од денес, па се додека не се случи ова барање, прогласуваме мораториум на секаква соработка и секакво легитимирање на оваа влада на чело со Никола Груевски. Во оваа држава мрачните сили се сите граѓани кои што се угнетени, сите граѓанки кои што се борат за слобода. Тоа се хомосексуалците, лесбејките, трансродовите луѓе, тоа се мигрантите, тоа се жените, тоа се работниците и работничките, тоа се сите оние кои што се оставени и преживуваат на работ на сиромаштијата и сите оние кои што секој ден го поминуваат во страв. Тие мрачни сили Никола Груевски се борат да го уништат мракот кој што вие го донесовте над оваа држава и да се изборат за светлина, што значи слобода и демократија. До тогаш вие за нас сте мртва влада, мртви институции. Ви приложуваме венец како символично прогласување и означување на вашата политичка смрт се додека не заминете од оваа институција.